Среда, 13 ноември, кратки вести во 12 часот. Иако е дамнешно барање на Охриѓани, се уште во градот нема трговски центар кој би работел во полна сила и со сериозни брендови. Граѓаните ја имаат желбата, а собствениците на капиталот се соочени со реалноста дека градот има се помалку жители. Инвестицијата многу тешко и долго се враќа, а тука е и се поизразениот проблем со соодветната работна сила. Големите брендови тешко се одлучуваат да закупат простор во помали средини, а бројките на секојдневно иселување на жители проблемот го прават уште поголем. Во меѓувреме, Охрид Мол полека го добива финалниот изглед, пошто Охрид и регионот се очекува конечно да добијат современ шопинг центар. Периодов се средува надворешниот дел, а асфалтиран е и делот за паркинг. Иако своевремено беше најавено, Охрид неофицијално во моментов нема да биде помеѓу градовите каде Lidl, компанијата која важи за еден од водечките европски малопродажни синџири, ќе отвара маркети во првата фаза од влегувањето на македонскиот пазар. Во меѓувреме започна изградбата на маркет во Штип на 2 локации. Компанијата планира да гради маркети во Скопје, Битола, Кавадарци, Струмица, Кичево и Тетово. Се очекува отворањето на Lidl да влијае на подобра понуда, зголемување на конкуренцијата како и нови работни места. Откако во 2 наврати беше скршено, неодговорни поединци повторно го оштетиле Охридското срце што се наоѓа на градскиот плоштад во Охрид. Истото е место каде гостите и охриѓани често се фотографираат со стариот дел од градот во позадина. За нивото на култура сме зборувале многу пати, но ваквите состојби повторно и повторно се случуваат. Уште многу треба да поработиме на нашето поведение, а се поставува прашањето дали казните ќе не направат покултурни. Времето денес променливо облачно и постудено со услови за локален дожд. Дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 8 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.